Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки во Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска директорот на јавното сообраќајно предпријатие Игор Јанушев. Добар ден, господине Јанушев, ви благодарам што прифативте поканата за гостување во Радио Слободна Македонија. Добар ден и на вас и на вашите слушатели, ви благодарам на поканата. Ви благодарам. За една недела стапуваат на сила два крупни проекти. Едниот се однесува на сите студенти од приватните универзитети кои што ќе се возат бесплатно. Подготвени сте за реализација на овој крупен проект? Да, само да објасниме, се однесува на сите редовни студенти на дипломски студии на државните универзитети. И да, секако дека сме спремни за овој голем исчекор во однос на она што нели го добиваат студентите. Имате ли бројка за колков број на студенти станува збор? Значи, согласно Државниот завод за статистика, на територијата на град Скопје, на државните универзитети, односно факултети, има негде околу 22.000 студенти. Во однос на нашето нели секојдневно работење и давањето на услугата за јавен превоз, можам да кажам дека на месечно ниво, само со месечни студентски карти, се во просек, значи, се превезуваат негде околу 4750 студенти. Меѓутоа, во оваа бројка, значи, не влегуваат оние студенти кои што одбрале да се возат со поединечна карта или со билет за 10 возења, доколку се земат во предвид, значи, и тие бројки, ние на месечно ниво, како ЈСП Скопје, како давател на услуга за јавен превоз, значи, превезуваме негде помеѓу 10 и 15.000 студенти. Како ќе се одвива овој систем на наплата? За студентите? За студентите, да. Значи, за студентите, ние веќе, од кога почнавме неколку месеци уназад, изработуваме персонализирани електронски картички. И една добра бројка на студенти кои што ги користат и во овој момент, значи, месечните билети, веќе ги имаат добиено овие картички. За сите оние кои што нели ќе го користат јавниот градски превоз во Скопје, за кои што нели ќе биде услугата бесплатна, е многу важно да знаат дека е задолжително да се извадат, значи, персонализирана картичка. Тоа може да го направат во било кој од нашите 8 инфоцентри, исто да чини 200 денари, треба да имаат соодветни документи, значи со нив, односно да го донесат индексот, да имаат активно, односно запишано семестар и нели да имаат потврда дека се редовни студенти на некој од универзитетите, односно факултетите во Скопје. Значи, нашите служби ќе ги обработат тие податоци и на картичката електронска персонализирана, значи ќе бидат запишени сите овие податоци, така да ние ќе имаме точна евиденција колку, кога и каде студенти го користат нашиот превоз. Се бунат ли студентите на приватните универзитети со оглед на тоа дека тие не се опфатени во овој проект? Барем до ЈСП до овој момент немало никаква реакција од било која страна. Со ова барање кое што го најави премиерот Груевски, се исполнува уште едно барање на студентите. Колкави заштеди ќе им донесе? И до сега студентскиот билет, односно студентската месечна карта, имало одредени повластици, односно сме ги давале со повластени цени. Така да во моментов месечна карта за студент кошта, односно чини 1050 денари. Значи, тоа е само она нели директно влијание кои што ќе го осетат студентите. Така. Покрај студентите бесплатно се возат и пензионерите. Да. Дали за нив ќе се воведат вакви електронски картички? Пензионерите веќе на голема врата ги имаат овие картички, односно од кога почнавме од август, односно од септември месец изработка на истите, впрочем ми направивме на категоризација и целни групи и започнавме токму со пензионерите. До овој момент до денеска, значи, имаме изработено повеќе од 35.000 електронски картички за пензионерите. Само за пензионерите, а колку електронски вкупно се издадени значи, до сега? Вкупно до сега се издадени над 70.000 картички и бројката секојдневно расте. Господине Јанушев, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки директорот на јавното сообраќајно предпријатие Игор Јанушев. Господине Јанушев, дали со воведувањето на новиот систем на наплата, односно бесплатниот автобуски превоз за студентите и за пензионерите, се планира промена и на цената на автобускиот билет? Значи, цените на автобуските билети остануваат исти. Воведуваме повеќе видови, односно типови на различни билети за возење.
Исто така во повеќе категории на постечките билети имаме одредени корекции на цените во насока на нивно намалување. Значи, она што можам да го кажам моментов е дека еден тип на билети, односно еден тип на купување на билети нема повеќе да биде возможен, поради тоа што самиот систем не прави разлики и не го поддржува ова, а тоа е да може да се земе, односно да се купи билет за едно патување на билетара. Значи, само тоа е она што граѓаните нема да можат во иднина да го користат. Значи, се она што во моментов се користи и уште многу други дополнителни работи, значи исто така можеме да кажеме дека ги воведуваме како новини во ЈСП. Може конкретно да ни кажете? Да. Како се поделени по категории? Значи, останува она поделба на зони, на приградска и градска зона во јавниот градски превоз во Скопје. Цената на едно возење, исто како што е до сега, во автобус ќе чини 35 денари. Понатаки, значи исто така ја задржуваме цената на ноќниот билет како е што е и до сега, тоа е 40 денари. Меѓутоа, воведуваме повеќе типови на нови билети. Исто така ќе го задржиме и билетот за 10 возења, односно картата за 10 возења која што чини 250 денари. Воведуваме, значи, нов билет кој што ќе биде со важност од 1 час и 30 минути, односно 90 минути од моментот на првата валидација во автобусот. Значи, се до истекот на 90 минути вие можете да се качите или да смените колку сакате автобуси. Колку ќе чини се Тоа изменува? ќе чини 60 денари. Многу е битно да знаат корисниците на нашите услуги дека доколку до истекот на 90 минута вие се качите во автобусот и извршите валидација, имате право да го завршите патувањето без разлика дали ќе ги помине тие 90 минути. Исто така воведуваме, значи, дневен билет кој што ќе важи во редовниот градски превоз од 5 часот наутро до 12 до полноќ. И тој билет ќе чини 120 денари. Исто така воведуваме 7-дневен билет, значи неделен билет кој што ќе важи од понеделник до недела, односно до следниот понеделник, со неограничени, збориме со неограничен број на возења кој што ќе чини 500 денари. Исто така даваме како можност, односно воведуваме комбинирани типови на билети. Тоа значи дневен билет кој што ќе можете да го користите цел ден на неограничен број на возења и со тој билет ќе добиете, значи, исто така возење на жичарата на Милениумскиот крст, средноводно Милениумски крст, кој што ќе чини 150 денари. А исто така планираме и еден комбиниран билет кој што ќе ги вклучи овие две работи, значи неограничен број на возења во текот на еден ден, посета на жичарата и бесплатно користење, односно во цената е влезено и користењето на жичарата и лифтот кој што е во фаза на испорака и монтажа во крстот, во Милениумскиот крст на врвот на Водно. Чисто така ги нудиме овие комбинирани билети. Она што исто интересно е дека нудиме и неколку нови билети, односно тоа се оние сезонски или да речам повеќе месечни билети, односно нудиме 3-6 месечен билет и правиме мала промена во однос на годишниот билет. Првично намалуваме и цената и сега поново од повеќе од 16.000 денари оваа цена е намалувана на 15.400 денари и истиот ќе важи не во една календарска година, туку ќе важи 12 месеци. Например, ако го извадите во февруар 2016, ќе ви важи до февруар 2017. Значи, до сега имаше на еден лимит да кога и да го извадите годишниот билет, истиот ви важи до крај на годината. Сега, бидејќи го современуваме целото работење и електронскиот систем ова го дозволува, така да без разлика кој кога ќе купи годишен билет, ќе може истиот да го користи во текот на целата година до моментот, нели, додека му истечат тие 12 месеци. Во однос на оно, сакам само да ги кажам цените. 3-месечен билет ќе чини 4.000 денари, 6-месечен билет ќе чини 7.800 денари. Каде се ќе може да се извадат овие електронски картички? Вадењето на електронските картички, збориме за персонализираните електронски картички кои што се со слика, име, презиме и сите оние лични податоци и кои што ќе мораат да ги имаат оние патници кои користат оваков тип на билети месечни, 6-месечни, 3-месечни и кои што имаат одредени повластици, односно како што се пензионерите и сега, нели, студентите ќе мораат да ги имаат. Тие може да ги извадат на 8 локации на територија на градот Скопје. Како што имаме повеќе пати, нели, на
информирана јавноста, тоа е во автокоманда, односно во дирекцијата на ЈСП Скопје. Исто така во автокоманда во нашата билетара, односно пункт Кишумарскиот факултет, во аеродром, веднаш спроти трговскиот центар Бисер, понатаму на транспортниот центар, значи во новата железничка станица, Порта Влае центар во седиштето на ЈСП Турс, наспроти новиот објект на Министерството за финансии, на Бит пазар и во Карпош 2. Сите они останати неперсонализирани билети, како и на дополнувањето на сите видови на картички, дали персонализирана или неперсонализирана, може да се изврши во било која од билетарите на ЈСП Скопје. И во текот на јануар месец ќе отвориме дополнително најмалку уште негде 40, можеби и повеќе продажни места. Преку договор склучивме за мастер дилер, значи со компанија надворешна, која што ќе ги нуди услугите за надополнување, ќе функционира по принципот на надополнување на кредит на мобилните телефони. Значи ќе може да влезете во трафика, во продавница и да надополните било кој од електронските картички. А ќе може ли да се купи автобуски билет во самиот автобус? Првично, со овој систем значи не беше планирано да ја оставиме опцијата за купување на карта, односно билет во самиот автобус, пред се од фактот што возачите прва основна цел е да возат, да обезбедат безбедност и сигурност во сообраќајот. Меѓутоа, размислувајќи на оваа тема, бидејќи ќе имаме патници кои што ќе доаѓаат од натрешноста на Македонија, исто така ќе имаме патници од странство. Значи решивме да го оставиме овој билет како можност. Меѓутоа ја зголемуваме цената на истиот и тоа нема да биде класичен билет, туку ќе биде значи издавање на фискална сметка дека патникот купил билет, односно е платил услугата во превозното средство, односно во автобус. И оваа цена ќе биде 60 денари од патување и е направена со намера значи да граѓаните ги користат што е можно повеќе електронските картички и да не ги оптовариме возачите во ЈСП, значи да бидат и продавачи на билети и возачи. Господине Јанушев, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки Игор Јанушев, директор на јавното сообраќајно претпријатие. Господине Јанушев, кој се ќе ги покрива финансиските импликации од реализација на проектот бесплатен автобуски превоз за студентите? Финансиските импликации ќе ги покрива владата на Република Македонија, односно тие ќе бидат трошоци за буџетот на државата. Се знае колку ќе изнесуваат или се уште нема? Со оглед на тоа дека се уште не знаеме колку точно студенти ќе го користат овој превоз, значи слободен превоз, ќе треба, односно планот е првен да видиме колку студенти и колку средства ќе бидат потребни за истото. Значи имаме некои цифри, калкулации кои што ги работиме, така да не би сакал да шпекулирам во овој момент додека не се знае точната бројка, кога таа ќе се помножи нели по оние билети по овластена цена, значи ќе знаеме колку точно ќе треба да се префали. Она што е, односно се покрие трошоците, она што е важно за нас е дека владата одлучи дека тие трошоци ќе бидат трошоци за државниот буџет, така да нема да се наруши континуитетот во работењето и не би предизвикало никаков финансиски проблеми на ЈСП Скопје. Имате ли некаква реакција од приватните автобуси? Во однос на студентскиот превоз? Да. Немаме никаква реакција. Напротив, во овој период сме во, да не речам и секојдневна, доста зачестена комуникација со приватните превозници, причина што истите од почетокот на мај 2016 ќе бидат вклучени во овој систем. Со тоа што значи целата наплата и продажба на сите овие видови на билети кои што денес ги разговараме ќе оди преку ЈСП Скопје, а ЈСП Скопје ќе им исплаќа на приватните превозници, значи на доместок по изминат километар. Така да приватните превозници кога во месец ги вклучиме во ова, исто така сите корисници на јавниот градски превоз ќе плаќаат само со електронските картички, значи нема да има разлика во цена, ќе има унификација на цените, ќе има унификација на возните редови, ќе се вози по единствен возен ред, сето тоа ќе се прати од едно место и мислам дека
сигурен сум дека ќе добиеме многу поквалитетен и поефикасен јавен сообраќај. Вториот проект кој што го најави премиерот Груевски се однесува на учениците кои што секоја среда бесплатно ќе се возат на жичарницата до Водно. Како ќе се реализира овој проект? Се однесува проектот точно на користење на бесплатен превоз со жичарата од Средно Водно до Милинумскиот крст. И тоа се однесува за нели средношколците. Бидејќи и во овој момент за средношколците следува бесплатен превоз за сите оние кои што живеат на далечина поголема од 2,5 километри од самото училиште, од самото средно училиште. И тоа е една голема бројка на средношколци за кои што ние веќе изработуваме, скоро сме при крај ги привршуваме, значи изработката на електронските картички за нив. Така да секој од тие ученици со електронските картички ќе може, значи во среда да доди на жичарата и да го искористи правото на бесплатен превоз. Да бидам искрен, во моментов се уште размислуваме за останатите ученици на кои што не сме им издали електронски картички, дали и нив да ги покриеме и да им направиме електронски картички, или можеби исто така размислуваме да дозволиме истите да можат да користат оваа услуга со потврда дека се ученици во самите средни школи, или евентуално со ученички книжки. Меѓутоа во разговорите кои што ги имавме и консултациите, бевме известени дека нели она време каде што секој ученик поседувал ученичка книжка веќе е во минатото, така да веројатно ќе видат некои од првите две варијанти кои што ви ги кажав. Очекувате ли голем интерес од учениците со оглед дека само еден ден, само во среда школска недела? Со оглед на тоа дека учениците во средните школи, во најголем дел од нив, претпоставувам и во сите, дека одат двосменски на училиште, и особено во, не знам, оние периоди пред се пролет, па и летото, кога што нели ми распусти не се на училиште, и односно кога убаво времето, да, очекуваме дека ќе има значителен број на средношколци кои што ќе посетуваат жичарата. Најавена беше изградба на втора фаза на жичарницата. Докаде е реализацијата на овој проект? Овој проект е во надлежност на Министерството за транспорт и врски, односно на владата на Република Македонија. Така да како ЈСП Скопје бевме вклучени во оној дел каде што се советува со нас, бидејќи нели оперираме првата секција од жичарата. Така да во овој момент не би навлегол во повише податоци за тоа што не е наш проект. Доколку било какви информации треба, мислам дека најдобро да разговарате со представниците од Министерството за транспорт и врски. Споменавте изградба на лифт на Милениумскиот крст. Да. Кога ќе биде готов? Така, тоа е дел од целата таа преадаптација и средување и доуредување на целиот тој комплекс жичара со Милениумски крст. Стариот лифт е демонтиран и изваден. Збориме значи за местото во основата на самиот крст. Новиот лифт е порачан. Очекуваме за негде периодот од 30 до 60 дена истиот да пристигне и да почне да се монтира. Исто така имаме ископано горе два бунари и конечно се најде потребната вода. Во моментов ги завршуваме оние документацијски работи, плански програми и очекуваме во наредниот период од не повеќе од 10 дена до 2 да добиеме одобрение за градење, пошто ќе започнат и останатите градежни активности за изградба на пречистителна станица, инфраструктура, поврзување на бунарите со таа пречистителна станица и објектите во самиот Милениумски крст. Како што знаете, горе веќе е завршен изградбата на ресторанот и целосно и опремувањето него, така да целиот овој комплекс очекувам да биде завршен на пролет, периодот на април или мај месец, и се до тоа да го пуштиме во употреба и да затвориме таа целина со навистина онака како што доликува за целиот тој комплекс. Споменавте голем дел од проектите кои што веќе се започнати, меѓутоа кои се други приоритетни проекти на јавното сообраќајно претпријатие за следната 2016 година? Најбитно од цело 2016 година е овој систем кој што го зборувавме за смарт тикетинг, е всушност дел од еден поголем систем, бидејќи она што е интересно за електронската наплата за граѓаните, меѓутоа позадина на овој систем тука е автоматската локација на возила
И всушност главен предизвик во 2016 година ќе биде овие два системи да ги поставиме да функционираат на оној правилен начин како што треба да функционираат. А вклучително нели на тоа за целосна функционалност на овој ние го гледаме како еден систем и АВЛ-от и смарт тикетингот и вклучувањето на приватните превозници во тој систем. Значи доколку погледнеме во однос на главната дејност на ЈСП, тоа е да обезбеди квалитетен и ефикасен јавен градски превоз. Значи најзначајно ќе ни биде овој систем да во 2016 го доведеме до ниво на перфекција да функционира. Бидејќи истиот опфаќа многу новитети за граѓаните, веќе се поставени повеќе од 50 инфодисплеи на различни локации на автобуските постојки кои што даваат точни информации за пристигнувањето на автобусите. За многу скоро во автобусите исто така ќе има информации за следна постојка, аудиовизуелни пораки за следните постојки и нели нормално информирање за се она што во текот на сообраќајот може да се случи, па да има рерутирање и слично. Следење на самите автобуси, сите наши автобуси се опремени веќе со сите неопходни уроди кои што опфаќа голем опсег на современа и модерна технологија, вклучувајќи нели од GPS, валидатори, ВЦ уреди за контрола, целосно каблирање на истите, значи тоа е нешто значајно што не е видливо за граѓаните, меѓутоа е многу значајно за самото работење на ЈСП и истото предизвика значајни промени и во начинот на функционирање и во поставеноста на самата компанија. Исто така размислуваме конечно нели да ги решиме оние поплаки кои што ги имаме од граѓаните во однос на музиката во автобусите, кои што се нели некои помали, меѓутоа доста значајни во однос на квалитетната услуга. Продолжуваме со нашите нели тековни обврски во однос на одржување на автобусите и на автобазите како и секогаш. Нови автобуски линии се планира да се воведат? Токму со последната измена на одлуката за линиски превоз, значи направивме некои да речем значителни измени кои што граѓаните ги бараат подолго време. Имаме неколку нови линии, имаме промена на некои од пустечките линии, на дел од линии имаме значително зголемување на фреквенциите на истите. Така да би издвоил сега само неколку чисто како пример да ги напоменеме. Имаме нова линија 41 која што ќе сообраќа од село Драчево до клинички центар. Таа беше пробно пуштена, покажа задоволителни резултати. Таа беше пуштена на начин што неколку возила беа земени од редовната линија 41 и беа пратени на 41, кога видовме дека резултатите се добри, значи ја воведуваме потполно како нова линија со нови возила. Претходно старите што ги зедовме на 47 ги враќаме за да се продолжи со нели нормалното функционирање. Ќе зголемиме на дел од линиите кои што го обслужуваат исто аеродроми и Лисич, односно на бројките 31 и 33. Понатаке и мислам дека ќе го решиме за многу брзо, бидејќи веќе испланирано и за неколку дена треба да почне тоа да се реализира превозот во Визбегово. Така да исто Бардовци под општина Карпош, така да имаме доста добри 15-тина позначени поместувања и зголемување на фреквенции на 15-тина линии или воведување да речем на нови линии. На останатите гледавме да направиме што е можно поголемо согласување во однос на временските интервали на поаѓања, за да можеме да бидат обслужени и оние луѓе кои што идат од собалена работа, меѓутоа и учениците да можат на време да стигнуваат на училиште или да се враќаат кон дома. Одлични информации споделивте со слушателите на Радио Слободна Македонија. Господине Јанушев, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Овде завршува економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 24 декември, со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот директор Иван Вечковиќ. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.